Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Денови веќе пристигнат германските експерти. Се очекуваат резултатите од вештачењата и распитот на сите лица. Раздвижен гостеварскиот пазар, но послабо се купува од порано, а граѓаните се жалат на високи цени. Бројот на одбивања од граѓани да се попишат е незначителен, велат од ДЗС. Пописот оди според планот. Германските експерти кои треба да се вклучат во истрагата за пожарот во модуларната болница во Тетово треба да пристигнат деновиве, информираше денес портпаролот на владата Душко Арсовски. Во меѓувреме се очекуваат резултатите од наредните вештачења и распитот на сите лица кои со своите сознанија би можеле да помогнат за откривање на причините за пожарот. Откако пред неколку дена клиничката болница во Тетово ја посетија представници на германската амбасада, деновиве се очекува да пристигнат четворицата експерти од Федералната криминалистичка полиција на Германија, кои треба да се вклучат во истрагата и да помогнат за утврдување на причините за пожарот во модуларната болница. Во меѓувреме основното јавно обвинителство Тетово продолжува со континуирано преземање дејствија за расчистување на трагичниот настан, кога 14 лица го загубија животот во пожар. Германскиот тим од Федералната криминалистичка служба, кој што треба да пристигне по завршената претходница, деновиве, првично е составен од четворица и тоа од двајца кримтехничари и форензичари за истражување на пожари и двајца кримтехничари и форензичари за ласерско мерење на простории и за фотографирање. Во Министерството за внатрешни работи веќе се подготвува соодветна поддршка во форма на алат, нацрти, планови и други релевантни информации кои можат да помогнат во заедничкото утврдување на фактите. Германските експерти ќе работат заедно со кримтехничарите на МВР како поддршка на основното јавно обвинителство при истрагата за утврдување на причините за пожарот. 7 од спасените пациенти со COVID-19 во пожарот по продолженото лекување на оделенијата во интернистичкиот блок сега се пуштени дома, додека другите се уште имаат потреба од хоспитализација. Од клиничката болница Тетово велат дека ковид центрите имаат доволен број медицински лица за здравствена грижа на пациентите. Во изминатите 24 часа имало 81 амбулантски преглед, 3 нови приеми и 6 исписи, со што вкупно хоспитализирани се 40 лица со COVID-19, додека починала една пациентка на 58 години, која не била вакцинирана. Додека трае истрагата, најбезбедно и најчесно е модуларните болници привремено да се затворат, вели доктор Злате Мехмедовиќ, директорот на здравствениот дом во Скопје. Тој додава дека додека не се расчисти прашањето за безбедноста на овие болници, граѓаните нема да имаат доверба. Модуларните болници се значаен капацитет од здравствениот систем на нашата земја. И доколку ги нема нив, би било многу тешко да се обезбеди квалитетна здравствена заштита, посебно во делот на давањето на грижа за пациентите со COVID-19. И доколку не го расчистиме прашањето за безбедноста на тие болници, ќе биде навистина тешко да ги убедите граѓаните кои што пред се си го поставуваат тоа прашање, затоа што секој од нас е потенцијален болен кој што може во оваа пандемија да заболи од COVID-19, си го поставуваат прашањето колку е безбеден нивниот живот, потоа и нивното здравје во тие модуларни болници. Доколку мене ме прашувате, јас би ги затворил сите во моментов додека не се заврши истрагата. Бидејќи не знам од какви пропорции ќе бидат последиците доколку се случи уште еден таков несекан инцидент во периодот додека трае истрагата. Колкава е веројатноста, колкава е можноста, колкав е ризикот тоа да се случи, никој од нас не може да каже. Меѓутоа, најбезбедниот начин и најчестниот начин, доколку сакате така, да го преминеме овој период на истрага безбедно, е тие модуларни болници да се затворат, да се обезбедат привремени капацитети во болниците кои што ќе ги прифатат пациентите болни од COVID, а откако ќе се утврди дека болниците се безбедни,
тогаш повторно да се вратат во употреба. За трансмисија на коронавирусот во училиштата меѓу учениците и наставниците, засега Министерката за образование и наука Мила Царовска не коментира. Истакна дека Министерството прави се за училиштата да продолжат да функционираат. Дали понатаму ќе има трансмисија интерна или не, нема да коментирам. Сите ние сме сведоци на континуирана трансмисија во целиот контекст во кој што ние живееме во општеството. Училиштата не се надвор од нашето општество, ниту надвор од нашите локални заедници. Наша обврска е да ги почитуваме протоколите доследно и да правиме се училиштата да останат безбедни и да продолжат со физичко присуство. Доколку се појави каква и да е потреба или аларм од епидемиолошката служба или од Комисија за заразни болести, Министерството е подготвено директно да се префрли на следен модел кој што ќе биде препорачан, а трите модели се донесени и утврдени на влада во соработка со Комисија за заразни болести. 0,02% е бројот на ученици или процентот на ученици кои што се ново, да речеме како нови во изминатиот ден, тоа е понеделник, значи со вчерашен статус, додека активни од почеток на учебна година до денес, што значи дека веќе дел од нив излегле од процесот, се 0,2%. Да не забораваме дека околу 240.000 ученици се со физичко присуство во моментот во државата. Сите училишта имаат обврска да обезбедат онлайн учење за учениците кои што имаат одобрение од училиштето, во тоа нема да навлегувам, и втората работа е дека сите оние кои што се во изолација и треба да следат онлайн настава, треба истото да им се овозможи. Доколку нема можност за такво нешто, тогаш се доставуваат материјали. Но прв начин на одговор во време на изолација или ковид кај ученик, училиштето има обврска да обезбеди онлайн учење и тоа го повторувам кај сите директори во континуитет. Сезоната на правење зимници секој септември го раздвижува градскиот пазар во Гостивар, особено во вторник, кога е пазарен ден. Сепак продавачите велат послабо се купува од порано, додека граѓаните се жалат на високи цени. Септември традиционално секоја година минува во знакот на подготвувањето зимници. Градскиот пазар во Гостивар овој вторничен пазарен ден беше препон со тезги на кои се продава зеленчук и овошје за ајвар, пинџур, малиџано, сладко, мармалад. Дека има поголема раздвиженост заради зимниците се согласуваат и продавачите, но велат дека граѓаните купуваат многу помалку од порано. Цените на црвените пиперки ајварки се движат од 30 до 40 денари за килограм. Доматите се продаваат почнувајќи од 50 денари нагоре, додека модриот патлиџен по 20 до 30 денари за парче. Па има интерес, има слаба е цена, нема зарада ни за нас, ни за никој. Роба има пуно, пари нема. Sad neko što pita, samo pita i prolazi i ide. To je. Како е во споредба со претходни години? Ova godina je pološa od druge. Svaka godina ide loša po loša. To je. Narod ima, ali nema pare više. Pandemija je napravio svoju. 35, 33. Nije do cena. Amo se gleda da narod ima više pari. Svaka hoće da kupi, ali kad nema pare se što da kupi. Pa kupovači ima, ali ne kao prošla godina, što beše, oti radi partiđarat je mnogo skap. Piperat i lani beše 35 dinara, 33, do 35 najjaka cena. To je. Како сте вие задоволни? Po mi zadovolji i tako smo navikli i više da zemom i malo isto, svega godina taka je. To je. Pa ima što se bune, ima. Ima i takvi, koji ima pare zema, koji nema, praša, gleda, ode i to je. Od Tetova. Повеќето гостиварци со кои поразговаравме на пазарот не сакаат да се откажат од традицијата на подготвување зимници, но негодуваат на цените. Рекоа дека иако се прескапи за семејниот буџет, ќе се снајдат да наредат по некоја тегла на полиците. Некои сметаат дека во споредба со трудот и трошоците на земјоделците, цените не се високи. Да ти кажам, вака идниот пазар беше нешто поскапо. Сега од кога се отидени овие речи печалбарите, нешто поевтино. Ама бидејќи цените се движат тоа. Јас нормално мислам дека не е скапо. Се подготвувате ли зимница дома? Па без друго.
без чаре, мора да подготуваме, иначе ако не подготуваме, треба да чекаме на готово, да земаш секој месец плата и да давачките се поскапи. Меѓутоа, вака си спреман од есен, да речеме, па се до пролет. Излегов да земам за јадење за една недела. Овошје и други работи. Како ви се чинат цените? Цените се скапи. Скапи се. Со однос на тоа што примаме плата. А ќе потребувате ли ајвар? Не. Зошто? Па и не го потрошуваме и не се исплати да го тратиш. Па не, знаеш какво е, 20 динара лука, тоа е без паре. А прашај него како он иде да бере, па да дојде на пазар, па тако и тако. Подготвувате ли вие зимница? Да. Ево, сега баш треба еден 5 кутија да земам. На која ќе дали е 35, дали е 32, тоа не знае. А квалитетот каков е, убав? Добре, да кажем добре. Пазарџиите на гостиварскиот пазар очекуваат и следниот вторник да има повеќе муштерии, но посакуваат и поголем промен, за да турнат поисплатлива сезона на зимници. Бројот на одбивање од граѓани да се попишат е незначителен и со овие лица се разговара и во најголемиот дел попишувачките тимови ги убедуваат дека треба да се попишат, истакна на пресконференција директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Пописот на населението, домакинствата и становите во Република Северна Македонија во 2021 година се одвива со посакуваниот интензитет, се одвива нормално, без никакви застои и без никакви проблеми. Вчера попишавме точно 93.235 лица, 29.491 домакинство и 40.155 станови. Ова се навистина прекрасни податоци, особено што се работи за работен ден, за разлика од претходните кои што беа во викенд време и кои што очекувано, бидејќи населението е дома, претежно, тие бројки треба да бидат повисоки. Исклучително сме задоволни и од темпото, исклучително сме задоволни и од работата на лицата кои што го спроведуваат пописот, односно нашите попишувачи, и се надеваме дека ваквото темпо ќе продолжи понатаму и дека без никаков проблем ќе го завршиме пописот во предвидениот рок. Одбивањата се незначителни, меѓутоа и со овие лица разговараме и во најголемиот дел досега ги убедуваме дека треба да се попишат и го прават вачината. Така да и од овој аспект не очекуваме никакви проблеми. Физичка пресметка помеѓу 7 лица во Тетовската горна чаршија, приведени двајца албански државјани кои го злоупотребиле престојот во нашата држава, следуваат информациите од полицискиот билтен. Вчера вечер во 23 часот 28 годишник и 27 годишник од Тетово во СВР Тетово пријавиле дека околу 17 часот во Горна чаршија во Тетово физички биле нападнати од 5 лица исто така од Тетово, а поради нивни претходни недоразбирања во нападот, според пријавеното, еден од нив користел и метален и остар предмет. Сите инволвирани во насилството, околу 18 часот и 50 минути, се обезбедени по целосното расчистување и документирање на случајот, ќе им биде изготвен поднесок по член 386 од Кривичниот законник. Вчера во период од 14 до 16 часот и 30 минути, полициски службеници на одсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија Тетово, во содејство со СВР Тетово и Државен трудов инспекторат во фирма во Тетовско Теново, затекнале и привеле 56 годишник и 66 годишник од Република Албанија, кои го злоупотребиле туристичкиот престој. Двајцата албански државјани задржани се во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Вчера околу 6 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавено е дека настанал пожар во патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, сопственост на 59 годишник кое било паркирано на улица Цветан Димов во Тетово. Извршен бил увид. 27 годишен гостиварец вчера во 16 часот во СВР Тетово пријавил дека час и половина пред тоа, пред објект на улица Гоце Делчев во Гостивар, физички бил нападнат од едно лице. Се расчистува случајот.
Вчера пак во 18 часот и 15 минути 50-годишникот Гостиварска Долна Бањица во СВР Тетово пријавил дека околу 12 часот и 30 минути на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар неговиот малолетен син физички бил нападнат од други малолетници, кои меѓусебно размениле повеќе удари. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Спроведена акцијска контрола за брзина со која што се движат возилата во и надвор од населеното место, при која вкупно биле санкционирани 23 возачи. Вчера од 8 до 20 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акцијска контрола за брзина, во која биле откриени и санкционирани 19 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место, најмногу за 30 до 50 км на час. Покрај ова, санкционирани биле и 4 пречекорувања на дозволената брзина во населено место, од кои еден за повеќе од 50 км на час, а санкционирани се и 28 други видови прекршоци. Вчера од 21 часот до 2 часот по полноќ. Во акцијска контрола исто така санкционирани се и двајца возачи, кои ги управувале нивните возила под дејство на алкохол, како и 27 други видови прекршоци. Во засилени контролни активности, вчера спроведени на Тетовското подрачје, откриени биле и вкупно 10 лица, кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа, а соодветно санкционирани подигнати од Тетовската пајак служба се и 9 непрописно, односно погрешно паркирани возила. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.